касарната Страшо Пинџур во Петровец во присуство на премиерот Христијан Мицковски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, началникот на генерал штабот генерал мајор Сашко Лавчиски, вршителот на должност шеф на мисијата на амбасадата на Соединетите Американски држави Никол Барнс беа промовирани новопристигнатите 17 лесни оклопни возила од типот Страйкер. Возилата се набавени од Соединетите Американски држави како дел од процесот на модернизација и опремување на македонската армија. Премиерот Мицковски истакна дека пристигнувањето на овие возила ја зајакнува оперативноста и мобилноста на армијата, дополнително подобрувајќи ја незината конкурентност споредено со другите армии во регионот. Ова за нас многу значи, ја подобрува оперативноста, практично ја зголемува мобилноста на самата армија и на тој начин стануваме поконкурентни споредено со другите армии, истакна Мицковски. Министерот за одбрана Владо Мисајловски нагласи дека проектот е еден од најкрупните на Министерството за одбрана, со повеќе од 32% од буџетот на одбраната планиран за модернизација. Појасни дека пристигнатите 17 возила се само дел од набавката, останатите се очекуваат до средината на летото. Мисајловски додаде дека благодарение на соработката со САД, дел од возилата кои во минатото биле надвор од употреба, сега се ставени во функција. Следуваат и други проекти за дополнителни вооружувања, беспилотни летала и опрема за специјалните единици. Овој настан ја потврдува заложбата на владата за интензивирање на инвестициите во одбраната и современо опремување на македонската армија, со цел да се обезбеди повисоко ниво на оперативни капацитети и регионална стабилност, велат од Министерството. Вчера и денес во Скопје се одржува регионалната конференција Мостови кон иднината, интернационализација на високото образование на Западен Балкан и Југоисточна Европа, на која покровител е Министерството за образование и наука на Македонија, а коорганизатори се Регионалниот совет за соработка и Светска банка. На настанот учествуваат министри, раководства на универзитети, академици, истражувачи, представници на индустријата, работодавачи, експерти и студенти. Министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, нагласи дека интернационализацијата на високото образование е клучен механизам за стекнување дигитални и зелени вештини, поттикнување на иновации, отворање нови работни места и зголемување на конкурентноста на регионот на европскиот и глобалниот пазар. Без силен придонес од високообразовната заедница преку истражување, учење и настава, општествено влијание, иновации и трансфер на технологии, не можат да се решат главните предизвици на современите општества, подлече Јаневска. Таа посочи дека најголем предизвик останува одливот на мозоци, односно ризикот најталентираните студенти, професори и истражувачи да заминат и да не се вратат. Нашата цел е да обезбедиме механизми за претворање на одливот на мозоци во циркулација на мозоци, истакна министерката. Јаневска нагласува дека интернационализацијата треба да биде достапна за сите, насочена кон квалитет и размена на знаење, а не водена од финансиски интереси, со цел подобрување на високото образование и инклузивна меѓународна соработка во регионот. Српскиот председател Александар Вучиќ изјави дека ќе им честита на своите политички противници доколку победат на локалните избори за 29 март, но истакна дека не очекува тие да постапат на ист начин поради страф од медиумски реперкусии. Вучиќ посочи дека пристигнале наблюдувачи од Соединетите Американски држави, Советот на Европа и дека верува од изборите ќе се одвиваат мирно, а граѓаните ќе донесат најдобра одлука за своите општини. Се плашам дека постојат само нечии интереси, интересите на одредени медиумски магнати кои сакаат да се занимаваат со политика, а не обичните граѓани, рече Вучиќ. А во врска со економијата, председателот најави дека Србија ќе се потруди и цените на горивата на пумпите да останат на исто ниво како претходната седмица, со подршка и преработка на 11 до 12.000 тони сурова нафта во дизел месечно. Председателот додаде дека се разгледуваат 5 решенија за помош на најсиромашните пензионери, но дека за нивна реализација е потребна и стабилна економска основа. Спроведувањето нема да биде лесно пред Уставниот суд, порача Вучиќ.
Рускиот председател Владимир Путин изјави дека е тешко да се предвидат точните последици од конфликтот на Блискиот Исток, но предупреди дека нивното влијание веќе е споредливо со ефектите од пандемијата на COVID-19. Според Путин, конфликтот предизвикува значителна штета во меѓународната логистика, производството и сенџирите на снабдување. Компаниите во секторите за јагле, водороди, метали и ѓубрива се под силен притисок. Се уште е тешко точно да се предвидат последиците, дури за оние вклучени во конфликтот. За нас се уште потешко, рече Путин во обраќањето пред бизнис лидерите во Москва. Сепак, веќе постојат проценки што ги споредуваат со епидемијата на коронавирусот, која драматично го забави развојот на сите региони и континенти, додаде тој. Денеска ќе дува умерен до засилен, а наместа повремено и силен ветер од јужен правец. Кон крајот на денот, под влијание на циклонска активност, следува период на променливо облачно време, со повремени врнежи од дожд. Во петок наместа врнежите ќе бидат пообилни, ќе има услови за појава на ретки грмежи. На некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, а на планините ќе се формира и снежна покривка. За време на викендот ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец, кој ќе биде поизразен долж по Вардаријата, информира управата за хидрометеоролошки работи.